Свети Василий Велики. Свети Василий Велики е христијански светец, теолог и епископ од Кападокија, Мала Азија. Во црквата се смета како голем поборник за православната вера, пристаниште на моралната чистота и столб на црквата. Се смета за основач на монашката традиција во источното православие. Како светец бил прогласен по неговата смрт. Православната црква го слави на 1 јануари, односно на 14 јануари, а католичката црква на 2 јануари. Свети Василий Велики е еден од најголемите светци на христијанството. Роден е во 330 година во Нео Кесарија, во Понт, од родители Василий и мајка Света Емилија, кои двајцата потекнувале од познати и богати фамилии, но уште позначајни по својата христијанска вера и живот. Василиевата баба по татко, Света Макрина, по старата, била ученичка на Свети Григори Чудотворец, епископ во Нео Кесарија, која едва го преживеала Максимилијановото прогонување на христијаните. Младоста му поминала во времето на царувањето на царот Константин I, од 306 до 337 година. Свети Василий најпрвен се школувал кај својот татко, кој бил реторичар во Нео Кесарија. По смртта на неговиот татко во околу 345 година, тој го продолжил понатамошното школување во Нео Кесарија, Кападокија. Свети Василий заминал за Цариград, а потоа во 352 година заминал во Атина. Таму ја проучувал филозофијата, диалектиката, реториката, астрономијата и медицината. За Василиевото образование најдобро сведочи неговата голема ерufија, која се сретнува во неговите дела, каде големиот познавач на класиката, Фоти, го става во ранг со Платон и Демостен. Од Атина повторно заминал во Ерусалим, каде на 30 годишна возраст бил покрстен од страна на епископот Максим во реката Јордан и потоа ракоположен за отец во црквата. Според христијанското верување, Свети Василий го раздал својот имот на сиромашните и тргнал во 357 година кон Александрија, Египет, Палестина и Месопотамија, учејќи го монаштвото. Во областа на монаштвото оставил и многу поуки. Зборувал и пишувал прекрасно за покајанието, пороците и добродетелите, смртта и воскресението на душата, спасението. Во Египет останал кај архимандитит Порфити, каде се задржал околу 1 година. Потоа го посетил Иерусалим. Во 360 година бил поставен како ѓакон, а подоцна и како свештеник. Во 370 година Свети Василий станал епископ по смртта на Евсевиј. Погледите на заштитниците на никејската вера се свртеле кон Василија. Против неговиот избор за архиепископ на Кесарија Кападокиска биле аријанските кривоверци, бидејќи се плашале од неговите храбри проповеди и разобличувања. На оваа должност, според христијанството, Свети Василий честопати испратил кон верниците канонски поуки и совети, кои подоцна станале канони за целата црква. Изградил многобројни болници, старечки домови.
Мирот во црквата Свети Василий не го доживеал и покрај тоа што нему му се припишуваат најголемите усилби за вториот Вселенски собир во Цариград во 381 година, када се донело одлука против сите ереси и раздори против кои Василий се борел. Починал на 31 декември 377 година и свечено бил погребан на 1 јануари 378 година, ден кога се слави и неговиот помен. Дел од останките на Свети Василий се наоѓаат и во црквата Свети Кирил и Методи во Струмица. По Божиќ, православните христијани на 14 јануари го одбележуваат денот на Свети Василий Велики, во народот познат и како Василица, односно Стара Нова година. Според обичаите на тој ден се прави домашна погача во која домаќинките ставаат паричка, пеењето на веселичарските песни во кој треба да биде опфатен тропарот на Свети Василий Велики, а некаде се практикува и палењето на огнот, кој треба да ја символизира светлината Божја во новата година.